Апликацијата функционира со тоа што на корисниците им нуди сигурно место каде што тие ќе можат да постираат, да дадат прашање или да започнат дискусија. Другиот дел на апликацијата е тоа што имаме тим на волонтери кои што се грижат да им овозможат на корисниците сигурен чат 1 на 1. Преку тие чатови корисниците можат да зборуваат со волонтерите кои претходно поминале обука организирана од експерти на истата тема и кои што се спремни да им помогнат. Јас сум Александра Поповска и јас работев на фронт-енд девелопмент на Speak Out и дизајн. Кога корисниците веќе почнаа да користат апликацијата, свативме дека уствари има повеќе заинтересираност и за најразлични теми. Пример, некои теми што на кои корисниците постираа се љубовни врски. Имаше многу прашања во врска со пријателство. Имаше прашања со семејство и слично. Нашата главна мотивација е тоа што знаеме дека барање помош и ментални проблеми се уште многу голема табу тема во Македонија и заради тоа тинејџерите или младите луѓе во генерала не можат да побараат помош или да дискутираат за некои од истите теми и не можат едноставно да се справат со истите доколку се сами. Со парите што ги добивме од УНИЦЕФ, прво што ќе ги искористиме е да досредиме апликацијата, а во иднина планираме и да направиме многу евенти кај што ќе имаат цел да ги зближат младите и да прошират нашата идеја. Порака до младите ми е да не им е страв да побараат помош, а до институциите да им ја обезбедат таа помош.